Оџачар среќа носи, ќе речат постарите, но кога ќе сретнете жена оџачарка, дали тоа значи двојна среќа? Запознајте ја Јасмина, единствената дипломирана жена оџачарка во Македонија. Жена која со години ги руши предрасудите и стереотипите дека професиите се уште може да се поделат на машки и женски. Јасмина веќе една деценија се качува на покривите од куќите, за Скопјани да си го запалат ќумбето и да немаат мака, дали нивните оџаци се чисти. На почетокот од нејзината кариера и не било така очекувано дека на врата ќе им се појави жена оџачарка. Јас одев со дечките и имаше постари господи, што е ова што ми пратиле оџачарка. И велам, ако оџачар носи среќа, оџачарка носи дупла среќа. И така, на почеток сите ќе се изненадат, меѓутоа верувајте ми дека апсолутно нема проблем, затоа што не се работи за сила, се работи за техника. Денеска ситуацијата е поинаква. Важно е мајсторот да си ја заврши работата. Ретко некој гледа дали е маж или жена, смета Јасмина. Предрасудите од тој тип веќе се надменати. За Скопје воопшто не е ни прашање, затоа што веќе никој не е изненаден за било која професија да се работи, па и за оџачарството. Може би во внатрешноста, каде што имаме малку повозрастна популација, може би младите мислам дека воопшто не обрнуваат внимание на такви работи, апсолутно тие стереотипи сметам дека и во Македонија се надменати. Но сепак и по 10 години, Јасмина е се уште единствената дипломирана оџачарка. Професијата не е атрактивна за младите. Во единственото училиште во државата, каде младите имаат можност да го учат овој занает, во последните 6 години за оваа струка ниту еден ученик не се појавил на уписите. Затоа Јасмина држи обуки. Занаето досега го пренела на 30 лица, а токму во последната обука за оџачари доминирале жените. Предава во незината работилница која е опремена од Сајла до Олук, но вистинскиот предизвик пред да се земе сертификатот е теренската пракса. Професорке, моментално имам ракавици и наочари кои што претпоставувам се дел од заштитната опрема која што имате вие како оџачари пред да влезете практично во домовите на граѓаните. Што друго е неопходно да имате вие како заштитна опрема практично кога ги чистите оџаците? Па, очилата баш и не ги носиме секогаш, тоа е веќе по потреба кога имаме многу голема количина на прав, на суви материи кои што ги стругаме и кои што паѓаат, во тој случај не се неопходни. Ракавиците се неизоставни на било која интервенција. Оно што е важно дека пошто не сме сигурни дали оџакот ќе го чистиме од долу, од горе, не ја знаеме ситуацијата, прв пат одиме да чистиме во тој дом. Ние секогаш мора да носиме специјални чевли кои што се особено акцент на нелискани. Ако се на кров, ако одиме на кров, апсолутно. Ако сме долу, немаме ништо лошо од тоа што се нелискави. Ако не сте го исчистиле нередот кој што сте го направиле во домот на граѓаните, нема ниту да положите кај Јасмина. Ако паднале плочки, ако си извалкала подот, ако цидот си го исцрнал, не проаѓаш. Во цело Скопје има само 30 сертифицирани оџачари и оџачарки. Оваа бројка е далеку од доволна за цело Скопје, камоли за целата држава. Сето дека оваа услужна дејност не прерасне во комунална обврска, постои голема опасност од случување на несреќи. Лескова Габриела, Сител телевизија.